споменам дека уште пред неколку месеци кога бевме присутни тука, кажавме дека ова е исклучително важен дел кој што се прави и за локалната економија, се разбира и за комплетно Пелагонискиот регион и очекуваме дека согласно роковите кои што се зададени, овој проект ќе биде најбрзо завршен. Она што е исто така битно, кај што сакам да го потенцираме, дека во овој период навистина имаме добра градежна, сериозна градежна офанзива уште во март месец. Тоа може да се види и во Прилепскиот регион и околу Прилеп и внатре во Прилеп. Прво се работи покрај овој дел овде каде што се работи на патот на Фариш-Дреново. Очекувам веќе од наредната недела да комплетно биде доколку временските услови дозволат да заврши гребењето и да се отпочне со асфалтирање на тие десетина километри. Се работи делот на патот од до Витолиште Мариово, исто така се работи на гребење, очекуваме и таму во најбрз временски период да се асфалтира. Продолжува работењето во делот на регионалниот пат од Битола преку Тополчани до Прилеп, исто така ќе биде опфатен Прилепскиот регион. Исто очекувам дека на регионалниот пат каде село Галичани, таму треба да имаме асфалтирање, така да се она што ни беше зацртано во тој дел ќе се случи во овој период. Паралелно очекуваме да на постоечкиот пат биде распишан тендер на патот од Фариш до Прилеп за тие 19 километри, дополнително за преостанатите 4 километри каде што се две ленти ќе биде исто така се работи на проектирање, во таму ќе има проширување во делот на реконструкцијата, да што во најбрз временски период и тоа биде распишано. Така да имаме силна, сериозна градежна офанзива во овој дел преку Министерството за транспорт и врски. Дополнително оно што локалната самоуправа во моментот и морам јавно да ја пофалам го прави во моментот ќе биде појачено со 1.250.000 евра средства преку Министерството за транспорт и врски за изградба, санација, рехабилитација и реконструкција на улици. Тие се веќе дел проектите пристигнати во Министерството, очекуваме дека добар дел на тие проекти ќе бидат одобрени од Светска банка, така да и тие средства ќе бидат на располагање. Ова е инвестиција од 240 милиони денари или околу 4 милиони евра. Исто така имаме при крај изведбата на водоводот кој не беше направен. Исто така и во внатрешна инфраструктура во зоната инвестираме дополнителни 50 милиона денара. Што се однесува до клучката и самите можете да видите дека е при крај на изведбата. Моментално се асфалтираат приклучоците на клучката, за да можеме да го способиме патот, регионалниот пат да го пуштиме. Како што сум информиран од надзорите и како што течат работите, треба да се заврши во целост оваа клучка набрзо. Неблагодарно да се каже, не знаеме кога ќе врне, кога нема да врне и какви ќе бидат условите. Но како што и самите можете да видите, веќе она визуелно и се гледа дека е при крај. Почитувани медиуми, сакам да упатам благодарност на Министерството за транспорт и врски, министерот и ТИРС зоната и директорот Александар, кој што вистински вложија напори и овие отприлика 4 милиони евра за оваа клучка што е во близина на општина Прилеп, која што е во функција на општина Прилеп, пред се за безбедноста на возачите, на граѓаните кои што поминуваат на овој пат и на оваа клучка, и се разбира се како за економијата кој што во ТИР зоната сите компании што го користат овој пат. Да кажам само дека оваа градежна офанзива се надоврзува на, морам да се пофалам на градежната офанзива во нашиот град, каде што локалната самоуправа оваа година ќе реконструира и рехабилитира околу 20 километри патишта и улици во градот и во населените места.